Добро вечер. Започнуваме со уште едно ново издание на подкастот Делчево 365. Овој пат разговараме со млади, талентирани, амбициозни наши средошколци од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо и нивниот ментор, кои што на Springfest 2026 година се закитија со медали и достоинствено го представија нашиот град. Нека ова биде приказна за младоста, знаењето и упорноста. Приказна што покажува дека успехот доаѓа кога веруваме во себе и работиме со срце. Наши вечерашни гости се Желејанка Демирова, професор по англиски јазик во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо и ментор на учениците. Потоа Ива Цонева, Лука Стојменовски и Искра Георгиевска, кои што се закитија со медал на фестивалот. Добро вечер и добре ми дојдовте во подкастот. Најнапред честитки за постигнатиот успех. Сега за почеток, кажете ми како дознавте за Springfest 2026 и што ве мотивираше да се пријавите? Како одговор за ова прашање, многу едноставно да се каже, го примивме лично на мојот имейл, но морам да кажам двата избора останати за да биде појасно за сите. Ова е една долгогодишна традиција на ораторскиот клуб кој што функционира во училиштето и јас како коуч, односно ментор, во соработка до лани со Американскиот коледж, односно AUBG во Благоевград. До лани се викаше Balkan Voices и имаме доста освоено места исто така, посебно како што течеа годините и јас се остручував на еден начин, исто како коуч и професионален заедно со моите оратори. И сега, после редењето на награди година за година, станавме препознатливи во AUBG, со кој што впрочем имавме подпишано и меморандум за соработка, значи нашето училиште и AUBG. И од тој факт таа покана за Springfest дојде во мојот инбокс и јас веднаш го споделив со моите веќе обучени ученици кои што ја имаа стекнато иницијалната вештина за ораторство. Што точно представува овој надпревар? Овој надпревар представува надпреварување во јавно говорење. Конкретно за Springfest беше надпревар кој што имаше повеќе категории, почнувајќи од нашето оригинално ораторство или ораторство кое што го имавме спремано и на кое што потребно работевме. Потоа имаше дебата на кој што ние исто се представивме како тим заеднички. На кој што дебата имавме подготвени теми, но и теми кои што требаше да ги импровизираме на лице место. Потоа имаше дупло или дуо ораторство, кој што беше со двајца оратори истовремено и имаше поезија. Сите овие 4 категории исто така беа поделени на 2 подкатегории. Двете подкатегории беа пионери или почетници и веќе обучени или нови категорија, во која што категорија бевме и ние. И Springfest фестивалот беше со над 300 учесници и беше една огромна конкуренција, но исто така и една огромна искуство. Во која категорија вие се надпреварувавте? Дали сите во сите категории или? Како што кажа Искра, јас Ива и таа се надпреварувавме во категоријата Varsity, односно категорија на ветерани, на веќе обучени оратори и како и за разлика од претходните години, каде што се надпреварувавме во првичната категорија, односно новис, категорија на нови оратори. Колку време се подготвувавте, како течеа подготовките? Како и обично, ние се подготвуваме со месеци. Сепак оваа година, бидејќи како што кажа нашата менторка, надпреварот беше поместен за порано, бидејќи традиционално надпревар не се одржа. Имавме многу пократок временски период за спремање и имавме предвремени всушности подготовки. Почнавме да се спремаме уште за време на зимскиот распуст. И имавме отприлика месец време да се спремаме, да ги напишеме есеите, да ги извежбаме, да ги меморизираме, да се спремаме со интерпретација, да го научиме говорот на телото и се тоа, сите тие финеси за да нашето ораторство донесе до тие пехари и медали. Ви беше тешко или ви беше интересно? Секогаш интересно, секогаш задоволство. Ако не ми било интересно, немало верување да се нафатиме. Ова е навистина зазема многу енергија, многу време и е нешто во кое што не уживам. Што ви беше најпредизвикувачко? Најпредизвикувачко ни беше тоа како да совладаме тремата и стравот,
бидејќи сепак знаеме, сме свесни дека се надпреваруваме со голема и јака конкуренција и исто така не оценуваат суди што се од меѓународно ниво. Повеќето тимови беа огромни тимови, а ние бевме тројца и бевме уште повеќе мотивирани и уште повеќе предизвикувачки беше сите тројца 100% да се покажеме колку што треба, иако сме помалку, а сакаме да покажеме дека сме посилни. Какво беше чувството кога дознавте дека сте освоиле медал? Секогаш ваквото чувство кога освојуваме некоја награда, дали ќе биде медал, дали ќе биде пехар, секогаш е добро чувство, но како можем да извадам дека тоа не само што представува медал или награда за нас, тоа представува едно искуство кое што ние ќе го паметиме, искуство кое што ќе ни помогне понатаму во животот да го пребродиме тој страф од сцената, таа трема и во главно секогаш да се освои, за разлика од да не се освои подобро чувство. Дали постоја и моменти кога мислевте дека нема да успеете? Дефинитивно не, бидејќи ние верувавме во себе, многу вежбавме, многу трениравме. Имаше моменти кога стравот малце беше поголем, ама сепак знаевме дека ние веќе сме победници, со тоа што знаевме колку време имаме посветено во тоа и знаеме дека и дури кога стигнавме во Софија, вежбавме до многу доцна и бевме 100% фокусирани на тоа. И затоа ние знаеме дека веќе сме победници и затоа немавме никаков страв дека нема да успееме. Сега ќе поставам неколку прашања за професорката како ментор на вас. Колку е важна улогата на менторот во ваквите надпреварувања? Ваквите надпреварувања се многу динамични и, како што кажа учениците, и самите го доживеаат тоа, одзема многу време, енергија, бара многу фокус. Сега улогата на менторот и покрај талентот веќе што го имаат за одредени работи и општо познавање за сите работи во животот, улогата на менторот е од круцијална важност. Зошто? Значи, сега тие се обучени стравот да го остават таму каде што му е местото, на попрашината да излезат само убавите работи. Менторот е и пријател, и наставник, и коуч, значи другар, како од најраното детство, и тој е таму за тие битни моменти кога паѓа енергијата, кога се случуваат, кога паѓа исто и самодовербата на ораторот и како личност. Исто така, значи да продолжи со мотивацијата. На кој начин ги мотивирате учениците? Мотивацијата е за секој ученик посебна. Значи таа иде од ниво 0 до бесконечност. Треба да се види точно каде недостига нешто и тука е менторот кај што влегува со својата сторија, со своите инспиративни зборови и се разбира придружба во секој момент. Што ве прави најгорда како ментор? Секако кога ја видам промената, се работи многу на развој на личноста исто така, се работи на многу полиња и меки вештини и не е само победата, ќе биде малку скромно ако кажам, туку дека успешно сме го поминале процесот. Како изгледа процесот кога се работи со талентирани ученици? Процесот е секако исто пак посебно за секој ученик, секоја индивидуа е посебна и тие имаат и посебни потреби, затоа што се талентирани и мора да се одговори на нивните потреби. Имаме истражување. Пред да ја формираат темата, секој слободно ја искажува својата мисла, но под одредени правила. Истражувањето секогаш од автентичен извор, за да ја подкрепат својата теза и да го искажат она што во што веруваат и што треба да го пренесат на сите да има голем импакт. Сега се внимава и да не се навреди никој, ни поединец, ниту група. Треба да се пренесе пораката на автентичен начин, исто онака како што се случува и во мислите на учениците. Што научивте од ова искуство? Од ова искуство научивме дека успехот не доаѓа така преку ноќ,
туку доаѓа со труд, со многу дисциплина и многу верба во самите себе си. Исто така научивме дека треба многу да се верува во самиот себе, научивме дека не треба да се плашиме да си ги искажеме сите емоции и дека критиката не треба да ја гледаме само како критика, туку можност за раст. Така, и тоа е многу битно. Јас би сакала да додадам, се извинувам, дека исто така научивме дека еден мокен говор, дека еден добро спреман говор може еден слушател да го убеди дека на вистина тоа што го зборувате е вистина и дека всушност тоа е и целта, дека некој што никогаш нема слушнато за тоа што вие зборувате, да почнува да се согласува со вас, и дека еден мокен говор може многу да влијае врз другите што те слушаат. Дали учеството на вакви надпревари ви ги менува идните планови? Јас би рекол дека благодарение на ваквите надпревари ние самите како личности ги оформуваме нашите идни претензии, идни размислувања за тоа каде сакаме да одиме, во која насока во животот, како сакаме да постапиме. Мислам дека баш благодарение на овие надпревари ние можеме како личности да се доквалификуваме и да добиеме знања кои што, например, во училиште можеби не би ги добиле на така лесен начин, а кои што во реалниот свет на вистина држат вода, односно на вистина наоѓаат пример, како што е јавното говорење, како што е информација дебатата во која што ние треба да за многу краток временски период да смислиме говор кој што на судијата ќе му покажеме дека нашата страна е во право, ќе му докажеме дека она што ние го мислиме, она што ние го искажуваме е точното. Тоа мислам дека наистина наоѓа примена во секојдневниот живот, било во кој сектори да работиме, било во кој поле да се најдеме, па и во секојдневниот живот како секојдневен живот. Кој најмногу ве поддржува? Овде одговорот е едноставен. Што би порачале на вашите врсници кои се двоумат дали да учествуваат на вакви настани? Сакаме да им порачаме дека првично со ова искуство многу голем дел од стравот ќе се намали за секој следен пат. Комуникацијата е една вештина која што е многу важна за секој во секој поле, во секој правец, а ова е една надпревар која што не учи на овие комуникацијски вештини, на овие говорни вештини и дека е едно необично искуство, ама искуство кое што те зближува со твојот тим, со твојата екипа, може ти помага да запознаеш други луѓе од други места, да научиш од нив, да ги слушнеш нивните мислења, нивните говори. Може би да слушнеш првпат за нешто што никогаш немаш слушнато и без значи вкупно земено од се учиш многу. Целиот. Јас на тоа би сакал да додам дека никој не требува да го гледа како надпревар, туку повеќе како едно патување. Патување во кое што ќе осознаеме ние кои сме како личности, патување во кое што ќе имаме различни страни и искуства кои што можеби досега не сме ги доживеале, за на крај да добиеме еден убав резултат за кој што ќе сме не само горди ние, туку и сите околу нас ќе ги направиме горди. Што значи или како се чувствувате кога го представувате Делчево надвор од Делчево? Чувството е фантастично, како што кажавме, доаѓаме од мало градче, а има многу деца од многу градови, од големи училишта, од големи држави, од поголеми места, кои што можеби никогаш немаат ни слушнато за Делчево, а со самото тоа што ние ги земаме овие пекари што се овде пред вас, го покажуваме Делчево, им даваме до значење дека и Делчево ние сме многу помотни од сите тие поголеми градови и дека тоа е само бројка и дека поставаме всушност во нивната меморија и трање дека Делчево е победник и дека Делчево е победник на преварот и ги зема сите. Доволно е тоа што млади, талентирани и амбициозни луѓе го представуваат Делчево на најдобро можно светло. Дали мислите дека младите денес имаат доволно можност да го покажат својот талент? Сметам дека има доста многу можности, сега многу повеќе од порано, но сепак сметам дека не секој има таа храброст и таа поддршка за да го направи тој чекор. Треба секој млад ученик и секој младинец да го земе тој чекор и да биде уверен во самиот себе, но исто така и битна многу поддршката што тој ќе ја добие од страна, дали ќе биде од родителите, дали од професорите во училиштето или од било кој. Исто така сметам и дека многу е битно тоа како се поставуваат сите околу тој што сака да учествува на тие надпревари. Иако нешто споменавте, еве повторно да повториме, колку овие надпревари влијаат на вашиот личен развој? Јас би рекол дека овие надпревари навистина влијаат во позитивна насока, бидејќи ние како личности се развиваме
од денот од кога се родиме до денот кој што живееме. Односно, со помош на ваквите надпревари ние здобиваме искуства, кои што се несекојдневни искуства, кои што ни помагаат понатаму ние да се развиваме како личност. Ние во овие надпревари ние ги прошируваме нашите хоризонти на кои што размислуваме, хоризонтите кои што уствари ни помагаат на нас да го ограничиме она во што навистина веруваме и она во што е неточна информација или не се најава како едноставно како вистина. Најубав момент од ова патување? Ако почнувам јас, иако еден од најсекако најубавите моменти е кога бевме наградени, сакам да кажам дека за мене лично многу убав момент беше кога излегоа списоците за кои се финалисти. И од сите учесници има 6 финалисти. Нашиот тим беше од тројца. И ние сите тројца од тие 6 влеговме во финалето. 50% од финалистите беа од Делчево, од нашиот тим поточно. И тоа беше еден огромен момент на емоции, на уште поголема самодоверба, уште поголем мотив наредниот ден да се представиме уште поубаво и бевме многу горди на самите себе, а верувам дека сите го и очекувавме тоа, но кога навистина се случи, едно чувство тоа е посебно чувство. Има ли некој интересен или смешен момент кој што ќе го паметите? Па како сите други надпревари кои што имаме одено заедно со овој тим, отсекогаш имало интересни моменти, не самите надпревари не биле само надпревари, туку биле време во кое што ние како тим сме се зближиле, време во кое што ние сме искусиле од смешни моменти, па некојаш до тажни моменти, ама сепак мислам дека секојаш преовладувале интересните моменти. Ако треба со еден збор да го опишете искуството, кој збор би бил тоа? Незаборавен. Јас исто би согласил дека би било незаборавно. Кои се вашите идни планови и идни цели? Јас ако започнам од мене, во иднина планирам да се запишам на факултет, иако размислувам во повеќе насоки, моментално се уште немам одлучено во кој сектор или во кое поле сакам да ги продолжам моите студии. Сепак знам дека тоа ќе биде нешто кое што јас ќе го сакам длабоко и кое што сектор во кој што мислам дека понатаму ќе можам да продолжам да се развивам и како личност и како професионалец и најверојатно моите студии ќе ги продолжам во странство. Ива, ти? За мене јас би кажала за година сакам многу повеќе да се предизвикувам самата себе, многу повеќе да излегувам од таа моја комфорт зона што се нарекува. Сакам исто така преку моите дејства, да се каже, и преку моите говори да ги потикнувам сите млади за тие да се предизвикуваат самите себе што повеќе, да се ги надминуваат тие замислени граници што тие си ги поставуваат, и исто така да знаат дека ништо на овој свет не е невозможно. Така. Искра? Мојот иден план, бидејќи јас имам една година повеќе од нив, би сакала да кажам дека уште имам време да размислувам за каде, како и што, но би сакала да кажам дека што и да изберам ќе биде така во еден план да се развијам академски, да се развијам и на приватен план, но и на личен план, и ќе гледам да ги следам своите соништа. Ви благодарам многу за овој разговор. Сакам да знаете дека сите ние сме навистина горди на сите вас. Ви посакувам многу успеси и на вас, и на менторот и понатаму. И се надевам дека ќе имаме уште многу разговори за многу нови достигнувања и нови медали. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Вам, почитувани гледачи, ви поздравуваме од ресторан Царевоселски. Се гледаме за 7 дена. Имајте убава вечер.